Со мене во студиото веќе е и нашиот доктор Митов, кој редовно не информира за состојбата со коронавирусот. Добро утро, доктор Митов. Вие како гледате на овие мерки, поточно на прераспределувањето на пациентите по болници? Нашиот систем е опремен со луѓе кои што си ја знаат работата, така што имам целосна доверба во Комисијата за заразни болести и во насоките кои што таа ги дава. Таму имаме познати наши епидемиолози, инфектолози, кои што знаат да го насочат системот правилно во овој период. Така што тоа е пораката која што јас би ја дал, дека да се верува на институциите, дури да има, нели, како да кажеме, анализата треба да се прави од кога ќе помине сето ова. Кога сме кај анализите, Светската здравствена организација објави голема студија наречена Солидарност, која се однесува на пронаоѓање лек за COVID-19. Каков е вашиот коментар? Тоа е многу голема научна студија, ја нарекуваат мега студија и опфаќа 4 правци, 4 гранки. Тоа се тие лекови за кои што досега лекувањето во Кина пред се, но до некаде и во Италија, дале надеж. Покажале дека не сме сосема оставени без оружје во борбата со коронавирусот, иако нели се уште официјалниот став е дека нема официјално терапија, нема официјално вакцина, меѓутоа протоколите на овие земји каде што биле лекувани многу повеќе пациенти, вклучуваат конкретни лекови, виростатици конкретно, познатиот антималариците, групата на лекови за кои што се зборуваше последните денови поинтензивно, и одредени антибиотици, и се покажува дека има ефект. Значи не е дека сме иницијално, како што се мислеше, оставени само на нашиот имунитет. Значи не сме оставени само на нашиот имунитет. Тоа што го прават колегите кои што ги третираат пациентите во интензивна нега, таму кај што се покажува потреба, и кај нас и во светот, очигледно дава резултати. Така беше објавена уште една тема за овие серуми, а во јавноста се проширија ово што вие го споменавте, оној лек против маларија, но на социјалните мрежи последно хите оној Сумамет. Комбинацијата, да. Дали се ова оние лекови кои ги споменавте дека се користеле во Кина, Италија, па сега тоа се прошири и веќе почнуваат луѓето да мислат дека е тоа можеби и лек против корона? Ова е една таква бурна ситуација и човек не може докрај да очекува дека населението ќе се однесува смирено, полека, и овие вакви инспирации за купување на оној лек, на овој лек, и тоа се сите тие се прифатливи, очекувани ситуации во една ваква состојба. Нормално е кога луѓето гледаат што се случува во Италија, што се случува на други места во светот, да бидат исплашени и да имаат желба да одат да купат некој лек. Значи, тоа е очекувано. Државата треба да најде начин и најде начин вчера, завчера, тоа да го регулира. Со рецепт. Рецепти, значи ставање под контрола, носење на резервите таму кај што име местото, контролирано давање. Инаку, дека јас сум за третирање на јавноста и на возрастните личности како за возрастни. Значи нема сега ние што да велиме дека азитромицинот или хлорокините немаат ефект. Факт е дека имаат. Значи тоа го кажуваат протоколите во официјалните протоколи во земјите кои што го третираат тоа. Ако земете да го видите кинескиот протокол, вие официјално ќе ги видите овие. Впрочем, хлорокинот во таа комбинација, тоа не излезе од некој жолт печат, тоа излезе од научна студија од Марсеј, од Франција, каде што беше јасно покажано дека има ефект. Понатаму и самата мега студија што ја спомнавме од Обединетите нации, односно од Светската здравствена организација, и таа еден дел се фокусира токму на хлорокинот. Така што не е дека ова е тотална измислица. Тоа што не е во ред е пациентите самостојно, без да имаат познавање во медицината, да се дозираат и да се лекуваат самостојно. Тука е проблемот. Значи, панично купување лекови, земање лекови на своја рака, вршење притисок врз медицинскиот кадар да препише одреден лек. Секако, тоа најмногу ова што би го смирило? Нема да го смири ова ако им кажете на луѓето, луѓе, немојте да си го купувате лекот, тоа нема да даде ефект. Ефект ќе даде, според мене,
ако институциите излезат и кажат бидете спокојни, овој лек за кој што се зборува го имаме во доволни количини, ете го горе во клиника е во резерви, таму е и веќе го даваме на пациенти. И кога ќе се каже тоа со сигурност, со бројки, да се стои позади таа изјава, тогаш луѓето ќе се опуштат. Ова значи дека не треба да се земаат лекови во случај кога луѓето се здрави, односно кога нема докажано присуство на вирусот, дури ниту превентивно. Не, профилактичка употреба на овој тип на лекови се уште не е препорачена, никаде не е препорачена, иако има хипотеза за тоа, се разгледува таа опција, меѓутоа ни оддалеку не се препорачува луѓето да почнат на своја рака самостојно да ги земаат овие лекови секој ден, во смисол случајно да не добијат да не го фатат вирусот. Така што тоа пак апсолутно е медицински велиме контраиндицирано, не треба да се прави. Тука е клучниот момент на довербата дека ако се случи луѓето да отидат таму каде што биле лекувани доколку се разболат, да речеме, и тоа во потешка форма, дека тој лек ќе го имаат и ќе им биде администриран. До сега се сметаше дека главно се појавуваат респираторни проблеми и заболувања од вирусот, но најновите податоци укажуваат дека спектарот на симптоми е поширок. Се шири спектарот на симптоми. Интересно е тоа дека се појави во последно време научна студија која што укажува на повеќе дигестивни симптоми. Еден знак повеќе дека може да биде и атипично велиме медицински, односно не баш очекувано, покачена температура и сува кашлица. Нели тоа е досега стандардот кој што го очекуваме, меѓутоа може и пролив и повраќање, така по народно да кажеме, да укажува дека е присутен вирусот. Дури еден интересен, да не речем куриозитет, една интересна информација е дека губење на чувството за мирис се појавува кај еден добар дел од пациентите и тоа веќе се смета за еден од знаците, раните знаци дека вирусот навлегува во телото. Така што не може пораката тука е таа. Пациентите да бидат малку повеќе внимателни, дека веројатно симптомите не се само тие кои што порано беа познати, туку дека ги има малку повеќе. Кога сме кај симптомите, бидејќи нели многу дезинформации и информации се појавуваат на интернет, конкретно ова што го споменавте со сувата кашлица, што е индикатор, почетен симптом. Дали ова значи дека оние кои немаат сува кашлица, имаат останатите видови на кашлица, можат мирно да спијат? Не мора да значи. Не, видете, и генерално ние премногу немирно спиеме сега, за жал. Се прошири можеби страв кој што е несразмерно голем во однос на самата закана. Иако не сме докрај свесни, иако имаме јасни показатели за смртни случаи во Италија, и ние секогаш нашата психологија е така прво да ги видиме негативните вести, а потоа позитивните, сепак објективното гледање на состојбата укажува на тоа дека и не е толку голема смртноста. Например, сега, вака можеби некому ќе му звучи малку чудно, но да одиме во статистика, во анализи. Светска здравствена организација следеше еден случај на изолираност. Тоа беше на тој големиот брод на крузерот каде што сите се разболеа. Таму смртноста беше под 1%. И тоа се смета за добра анализа бидејќи е затворен, тоа е баш експеримент, бидејќи знаеме колку луѓе се разболеле, а ние сега не сме свесни во Италија колку се луѓе се разболеле или го имаат вирусот. Например, кај нас ќе се каже имаме 130 случаи. Тоа треба убаво да се изразиме. Тоа се 130 утврдени случаи, откриени случаи. Тоа не значи дека во Македонија има 130 случаи, тоа е тоа. Значи, може би има стотици, може би има и илјадници. Не знаеме, прилично веројатно е дека повеќе оди од кај стотици на кај илјадници. Но не можеме да кажеме дека ние имаме 133 случаи, тоа е тоа. Да, тој поради оној период на инкубација кој е потребен за да се докаже. И не е само тоа, и инкубација, и пред се лесните симптоми кај голем дел од популацијата. Знаете дека некои статистики велат дека 20% од луѓето, дури, особено кај помладите, ќе се појави малку грепкање во грлото или малку покачена температура или тук-таму по некоја кашлица и толку. Значи, така ќе помине вирусот. Нема да даде. Дури и кај повозрастната популација, ако ви дадам податок од Италија, сега таму нели ни е жариштето и таму гледаме,
кај населението над 90 години, вирусот го преживеале речиси 80% од луѓето кои што се заболеле. Така што не е тоа одма да имаме во глава сега леле го фати вирусот крај. Значи да не се ствара таква од друга страна паника кај излезе луѓето. и случај во Куманово, смртен случај, практично првата жртва од корона кај нас, а претходно истиот човек бил 2 пати тестиран и тестот излегол негативен. Тука се отвараат многу прашања. Како бил зиман примерокот? За кои тестирања станува збор? Дали пациентката била префрлена или не била префрлена на клиника, дали била поставена на терапија или не била поставена на терапија. Тоа се еден од случаите кои што треба да се анализира подоцна, кој ќе помине цела ситуација. Што е добро? Кој е здрав став во јавноста? Здравиот став во јавноста според мене вели вака: не одиме во две крајности. Не одиме во крајноста на катастрофизирање, леле, сега, сите, готово, ќе се заразиме, системот пропага, значи, на ширење паника, тоа е една лоша крајност. И другата лоша крајност е аплаудирањето. Браво! Да, онаа комплетна Супер! безгрижност. Совршено. Не, системот е добар, уживајте, овој вирус не е страшен, се е под контрола, браво за овој, браво за оној, браво за овој, леле, супер, супер. Ние не треба да се губиме ниту во едната крајност, ниту во другата крајност. Што чини да се каже дека чини, да се пофали дека чини, што не чини да се укаже дека не чини, да се коригира. Дали ова своевидна критика кон медиумите или кон граѓаните? И кон двете. И во двојни случаи. Ти знаете како, ние имаме склоност, можеби како менталитет, да одиме во една од двете крајности. Не треба да е така. Треба да се расчисти помеѓу тоа која информација е во ред и чини, која информација не е во ред и не чини. И адекватно да се посвети внимание. Оти вие ако земете, например, сега дојдете во крајноста на аплаудирање, на леле, супер, се е добро, е одлично, помош некогаш на системот му се дава преку конструктивна критика. Така. Ме разбирате? Апсолутно. Пунктови за тестирање од корона ќе бидат отворени во сите градови. До сега се тестираа само оние кои се сомничави случаи. Што мислите вие за оваа нова мерка? Сега ќе почнеме да добиваме представа што се случува во државата од аспект на колку е проширена болест. Сега. Така, дали се менуваат препораките до населението за тоа како да се заштитат или сепак изолацијата останува главна препорака и главна заштита? Тоа е главната препорака, изолација, при што особено акцент изолација на возрастните, особено над 65, над 70 години, нивна строга изолација. Особено од членови на семејството кои што се помлади, особено од внуците. Значи, силна изолација на луѓето над 65, над 70 години. Не може да се стави повеќе акцент на ова, цела емисија само за тоа да зборуваме, пак ќе беше малце. Значи, акцент прво на заштита и на комплетна изолација на луѓето во понапредна возраст. Тоа е прво. Второ, особено изолација на луѓе кои што имаат некоја болест веќе, зголемен крвен притисок, проблеми со срце, дијабет во напредната фаза, изолација и на тие случаи, колку што може повеќе да се чуваат самите и да се чуваат од околината, особено од внуците. И трето, изолација на луѓе кои што имаат на еден или на друг начин нарушен имун систем. Значи, тоа е клучот, заштита на ранливите групи. Цел фокус треба да биде. Полицискиот час за младите до 18 години трае до 12 на пладне. Така. Зошто оваа категорија? Се само преносители или... Има неколку теории. Едната од тие вели дека братучедите на овој вирус, на коронавирусот, и тој има и други подтипови кои што се присутни кај нас и не се толку опасни, така наречената обична настинка, дека можно е да создава така наречена вкрстен имунитет и ако човек ги има прележано наводно тие полесните форми, дека де факто створил имунитет и кон новиот коронавирус, а тој тип на лесни настинки шетаат многу помеѓу децата, помеѓу помладите. И можеби заради тоа се претпоставува, но тоа е според мене вака најверодостојната хипотеза, теорија, дека бидејќи биле изложени во годинава или минатата година на некој сличен коронавирус,
од по-нежните Некој варијанти, од некој браточет негов, и заради тоа сега тие се заштитени. Доктор Митов, државите во Европа имаат различна стратегија за справување со коронавирусот. Последно прочитавме дека и Холандија ќе оди на варијантата колективна имунизација. Дури и нивниот премиер рече дека поголем дел од населението ќе го поминат овој вирус исто како сипаници. Тоа значи дека оние што еднаш го прележале не би можеле пак да го фатат, иако се појавија претходно некои случаи кај што се враќа коронавирусот. Дали може да бидат толку слободни, па еве ќе го употребам изразот лабави оние кои го прележале, дали навистина може да има ефект како сипаниците доколку еднаш се прележат, нема можност повторно да се вратат. И што мислите за колективната имунизација? Дали е тоа добар чекор? Вистината е дека многу работи не знаеме. Ма бил човек епидемиолог, ма бил инфектолог, ма бил па не знам што. Значи, не за џабе светот го именува како нов коронавирус. Ние не сме свесни на светско ниво смртноста колкава е. Од таму да почнеме. Па за еден куп други работи, за жал, не знаеме. И тоа е можеби и најчестниот став во моментот да се каже дека на глобално ниво имаме еден куп дилеми и затоа светот прави тргни застани во однос на многу работи. Еве, например, и Британија и Холандија. Британија, конкретно ќе кажам дека правеше тргни застани во однос на пристапот. Прво рекоа, ај ќе пуштиме да се разболи населението што повеќе за да градиме колективен имунитет. После известно време се предомислија, се вратија назад. При тоа, разликата... Може би не очекуваат толкав број заболени. Веројатно и тоа, но не е дека нивната одлука не беше неинформирана. Несогласувањата се на ниво на врвни стручњаци, светски, епидемиолози, виролози, значи на ниво на најјаките научници што ги имаме во светот моментално се случува сега во моментот да има разлика во мислењето, да има дискрепанца, еден да вели вака, друг да вели така. Зошто? Заради тоа што, како што реков, малку знаеме и добар дел предпоставуваме. И во една таква ситуација на многу предпоставки и на помалку знаење, не се државите сосема сигурни. Пристапот главно оди во два правци. Едниот вели, водиме севкупна војна, ако го споредам сега со војувањето и честопати нели се дава пример дека ова е војна. Одиме во севкупна војна. И вонредна ситуација. И вонредна ситуација, да. Севкупната војна вели карантини, прекинување на училишта, масовна рестрикција на население. Практично нашиот систем, нашиот избор. Нашиот. Од друга страна, вие го имате сингапурскиот систем, кој што вели паметна војна или војна со проектили, прецизно, точно таму кај што треба насочено. Пример, во Сингапур школскиот систем функционира. 200 заразени случаи, сега ден за ден се менуваат податоците, од синоќ ми се ови. 200 заразени случаи, нула мртви. А меѓутоа капацитетите на еден Сингапур нели? Европските земји не можат вода да му носат еден добар дел, не па ние. Меѓутоа сакам да речем има голема разлика во подготвеноста на системите кој како. Од јас зборувам пред се од аспект на јавно здравје и од аспект на здравствен систем. И таа анализа мене најмногу ме интересира во однос на здравствените системи како тие се подготвени да одговорат. Вистината дека јужноазиските системи де факто за сега се покажуваат медицински кажано супериорни или далеку поспремни за да се справат со оваа ситуација во однос на европските. Да, и ние тоа не збројки. Како се справи со себе? Кина се справи. Јапонија до некаде се справи. Јужна Кореја се справи. Да, Јапонија има далеку подобри бројки од Италија. Хонконг се справи. Тајван се справи. За Сингапур да не збориме. Така што веќе имаме една ситуација кога почнува да се гледа разлика во пристапите во светот и се уште гледаме. Значи, рано е за дефинитивни заклучоци. Бидејќи е рано, се гледаме со вас повторно за 2 дена. Ке имаме уште многу што да разговараме. Како што споменавме, се уште не е достигнат пикот во нашата држава, така што мислам дека уште долго време ќе не окупира темата за коронавирус. Ви благодарам што денеска дојдовте во утринскиот брифинг. Ви благодарам вам.